Mirë të gjithëve. Mirë se erdhët në debatin e lëvizjes Pyka, koalicion jo formal i organizatave të shoqërisë jo civile. Ky është debati i radhës edhe pjesë e serialit të debateve publike në organizim të koalicionit jo formal Pyka, i përkrahur nga projekti USAID-it për shoqërinë civile dhe implementuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur Maqedoni. Shkurt, Pyka është një koalicion jo formal i organizatave të shoqërisë civile me qëllim që të artikulohet zëri qytetar, me qëllim që të artikulohet zëri dhe një perspektivë ndryshe nga ajo që tani e kemi dhe e shohim, dhe gjithsesi është një mundim, një punë për të kontribuar në demokratizimin e shoqërisë në Maqedoni. Dhe mu për atë sot edhe debati, tema e këtij debatit është mu ajo, domethënë marrëveshja Korniz e Ohrit dhe grupet etnike tjera, me qëllim që të shohim se si qëndrojmë në atë pjesë. Në fillim më lejoni që të prezantoj mysafirët. Nga ana ime djathtë, Asmir Ali Spahić, nga Bashkia Kulturore Bosnjake në Shkup, zoti Milutin Stančić, nga Qendra Kulturore dhe Informative e Serbëve në Maqedoni, Spona, Ana Mustafova, nga Asociacioni për Zhvillim të Komunitetit Rom, Sumnal, për fat të keq përfaqësuesi i Asociacionit të Organizatave jo qeveritare turke në Maqedoni, Matusitep Tasin Ibrahim, nuk në moment të fundit për shkak që obligime që kanë ndalë, nuk mundet të merr pjesë, dhe prezantoj Elena Algjika nga Këshilli i Vllehëve të rinj në Shkup. Në fillim fjalën ja jap zotit Asmir Ali Spahić. Izvoli, Asmire. Faleminderit, Edmund. Во духот на мултикултурализмот, Мердита, добар ден, добродошли, хош гелдениз и салам алейкум. Ке ми простат останатите припадниците на влашката етничка заедница и ромската, за следниот пат ке го научам и тоа. Би упатил благодарност до организаторот и до поканата до Бошњачката културна заедница, која веќе функционира една година во Македонија и која што е составена од неколку невладини организации или здруженија со предзнакот бошњачки, или кои што ги тангираат проблемите во македонското општество. Би ги набројал неколкуте. Шадрван, Мектеб, Едуниса, Лилан, Бошњачкиот културен центар и ДИН. Во однос на денешната тема би почнал со воведен збор што се однесува до Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор беше основа за измени во уставот, легислативата, децентрализацијата на моќта, правичната застапеност во државата, администрацијата, обезбедување на образование на мајчин јазик, употреба на јазиците, изразувањето на својот собствен идентитет. Сметам дека тоа е наш пат кон градење на функционален мултиетнички соживот на сите етнички заедници и сите народи кои што живеат во Македонија. Имено, Охридскиот договор е базиран на два принципа. Првиот е, како што потенцира веќе, развој на демократијата и целосно почитување на правата на секој граѓанин. И вториот е признавање на културните етничките традиции на различните луѓе што живеат тука. Значи, се додека овие принципи се присутни во
Македонија и македонското општество, односно има постојан развој на демократијата и на признавањето на културниот и етничкиот придонес на различните групи. Охридскиот рамковен договор е според мене добра основа и сметам дека треба секој да се поддржува. Неговите вредности ги почувствуваа припадниците на албанската нација или албанскиот народ, а другите етнички заедници и другите народи кои живеа во Република Македонија и живеат ги направи поравноправни. Сите знаеме дека до 2001 согласно уставот тогашен не беа споменувани останатите етнички народи освен македонскиот. И сметам дека е позитивно сето тоа што се направи со измените 2001. Согласно рамковниот договор во однос на бошњаците и бошњачкиот народ би се осврнал на 3 моменти. И тоа употребата на јазикот, развивањето на културниот идентитет или културата и третото е рамноправната застапеност и недискриминацијата и правичната застапеност во сите институции на системот во Република Македонија. Имено би почнал со тоа дека согласно пописот 2002 официјално бошњаци во Република Македонија има 17.018, што е негде 0,80% од вкупниот број на населението 2.022.547 жители. Иако, искрено сметам дека бројот на бошњаците е многу поголем, што значи многу? Значи негде до 40-50 илјади. Сметам дека со изнајдувањето на новиот модел околу пописот, дека ќе се потврди мојата теза и дека бошњаците ќе бидат над 1%. Што се однесува до нашиот мајчин јазик, а тоа е босански јазик, сметам дека недоволно се употребува во институциите на системот, посебно во образованието, иако со измените уставот го дозволува тоа. Имено согласно решението кое што е донесено 2006 од тогашниот министер господинот Азис Положани, беше одобрена употребата на босанскиот јазик во редовно изучување во местата каде што бошњачкиот народ е мнозинство. Меѓутоа, од 2006 до ден денеска не се успеа да се изнајде модел и модус како редовната настава би била имплементирана во изучувањето на мајчиниот јазик. Во 2008 се донесе уште едно решение, а тоа е дека редовната настава во основното образование од 1 до 8 се трансформира во експериментална настава. Таа експериментална настава во моментот се спроведува во 3 основни школи. И тоа во село Љубин, во село Горно Оризари Велешко и во село Батинци. Што значи експерименталната настава не опфаќа печатење на потребните книги кои што би биле потребни во изучувањето за децата и плюс финансирањето на сите тие пропратни елементи кои што би требало да бидат би требале да бидат
застапени. Сметам дека во понатамошниот дел на развивањето на босанскиот јазик би требало да се направи поголем труд околу имплементирањето на редовна настава редовна настава за изучување на босански јазик, каде што бошњачката етничка заедница е мнозинство. Во овој контекст ние како бошњачка културна заедница правиме напори и сме во редовна комуникација со институциите околу имплементирањето на таа редовна настава. Во тој дел би споменал исто така дека во исламската заедница, колку што ја знам, значи поправете ме, дека единствениот бошњак кој што беше вработен таму веќе не работи. Што значи не само бошњаците имаат проблем околу таа употреба на босанскиот јазик во исламската верска заедница. Значи тука се и припадниците на исламската вероисповест, ромите, турците и сите останати. И сметам дека треба да се развие еден диалог и да се разговара на таа тема, за да сите муслимани кои што живеат во Македонија ја осетат исламската верска заедница како своја заедница во која што може да се вклучуваат и да го развиваат духот на мултикултурализмот. Спремни сме за дебата, спремни сме за разговори, у смисол да се изнајде модус не околу вработувањата, околу начинот како да комуницираат бошњаците, иако многу бошњаци знаат и албански, и турски, меѓутоа, сепак, секоја нација сметам дека треба да го негува својот јазик и својот етнички својата етничка припадност. Тоа е во делот на јазикот. Во делот на културата. Имено би се осврнал на два моменти. Првиот момент е последнава актуелна ситуација што помина во Советот на град Скопје околу измените на улиците. Од наша страна, значи како БКЗ, беше покрената во име на граѓанска иницијатива од господинот Елвир Садиковиќ и Един два предлога околу именување на улица која што го носат познати бошњаци. Значи, тие единствени иницијативи беа одбиени. Иако, од страна на владеачката, значи гарнитура, поточно од ВМРО ДПМНЕ беа поднесени 200 предлози, од страна на ДУИ БДИ беа 50 и сите останати беа 15, од кои што најголем број беа прифатени од страна на владеачката коалиција, од сите 15, меѓу кои бошњаците беа отфрлени. И тие улици кои што беа со имиња и презимења на бошњаци познати, останаа само еден. Значи, од вкупно 4 улици, остана само еден, и тоа е улицата Али Авдовиќ, ако не се лажа, што сметам дека е многу малце во развивањето на мултикултурализмот. Така. Вториот момент би го потенцирал околу обновата на последната кралица босанска, значи Катерина. Имено нејзиниот гроб се наоѓа, не знам, сигурно знаете, парк шумата Гази Баба, под општина Гази Баба. Последниве 2-3 години се обидувавме да најдеме начин како би стигнале до
разбирање од страна на институцииве, од страна на општинскиве институции, од страна на Министерството за култура да се изнајде модус и начин како да се дојде до дозвола да се направи обнова на сето тој културен споменик. Меѓутоа, до ден денеска ништо на таа тема нема, иако ланската година беа обезбедени донации, лично од наша страна, меѓутоа дозвола не ни беше дадена. Сметам дека развивањето на културата и мултикултурализмот треба да го прават сите народи во Македонија. И не сметам дека треба да се прават политички договарања у смисол кој колку споменика треба да има. Сметам дека треба да се седне и секој споменик кој што е важен за еден народ да се дозволи да се дозволат финансии за да биде обновен. А ако не може финансии да се дозволи можност самите да го обноват и да го зачуваат тој идентитет како културни. Тоа е во однос на културата. И третиот сегмент во кој што сакам да се осврнам е правичната застапеност во институциите. Искрено сметам, како бошњак и како припадник, како став на БКЗ, дека не е на задоволително ниво темпото на равноправната застапеност во институциите, тоест во вработувањата, согласно Охридскиот рамковен договор. Имено, ние имаме некоја си бројка која што од 2002 до сега во сите институции е вработена, државна администрација, судство, извршна власт, некоја бројка од 150 луѓе е вработена, што сметам дека е многу, не дека е многу мал, меѓутоа треба да биде со побрзо темпо. И нормално како и останатите народи кои што имаат ист проблем околу вработувањата. Ова е накратко проблемот со кој се соочува бошњачкиот народ во Република Македонија, меѓутоа не значи дека нема и некои други проблеми, само би го потенцирал, меѓутоа не би го образложувал. Сметам дека и другите народи имаат таков проблем, бидејќи сум работел на таа проблематика, тоа е проблемот околу стекнувањето на македонско државјанство. И сметам дека со измените кои што беа направени околу стекнувањето на македонско државјанство во 2004 се направи една можност да се стекнат сите затекнати странци. Кога зборам за текнати странци, сметам луѓето кои што се во поодмитнати години, во годините, значи во постари години. А согласно законот за измена и дополнување на законот за странци од 2008, тука многу поголем проблем се направи. Значи од искуството што го знам, најголемиот проблем околу стекнувањето на македонско државјанство, а тоа е основен темел за сите добивања права во Република Македонија, имаат припадниците на албанската националност, бошњачката националност и ромската националност. Така да би требало, предлагам, доколку се развие дебата во понатамошниот дел, да се разговара и на таа тема, посебно околу изнајдувањето на модусот за регулирање на затекнатите странци. Би бил благодарен доколку постои можност како организатори една дебата на таа тема да се развие. Од моје лично име уште еднаш, кај од БКЗ, Бошњачката културна заедница, ви се заблагодарувам на разбирањето и внимателното слушање од моја страна. Благодарам. Благодарам, Масмир. Пред да продолжиме, само да ви известам дека
Пративме, да не заборам, значи ние пративме и официјална покана до секретаријатот за имплементација на рамковниот договор да бидат присутни на оваа дебата и да учествуваат со своји можеби информации и така натаму. На почетокот имав идеја да почнам од најмалата заедница, барем статистички, според пописот од 2002 од властите. Меѓутоа, пошто Елена каснеше, сега би сакал на Елена да идам збор, да каже што Советот на млади власи во Македонија работи и каква е состојбата, да речеме, со таа етничка заедница и во Македонија по однос на култура, образование и така натаму. Пред тоа, Едмон, би те замолил да ми дозволиш, имам некоја неодложна обврска на едно 15-20 минути да ја завршам, па се враќам. Бунедзуаш гинивинит. Најпрво еден поздрав на мојот мајчин јазик. Почитувани организатори, почитувани представници од другите заедници, би сакала да изразам едно голямо задоволство за поканата која ни ја дадовте да учествуваме во оваа јавна дебата. Властите, како една важна заедница во Република Македонија, се стремиме да земаме учество на сите покани, сите дебати, настаник на кој не канат без разлика од која заедница тие доаѓаат. Значи, ние се стремиме кон тоа да го зачуваме јазикот и нашата култура, во тоа што не секојдневно, но во поголемиот дел на времето организираме настани, собири, турнири, фестивали, еден начин на кој би можеле да го зачуваме нашиот јазик, пред се и нашата култура. Ние сме на исто така важна заедница, иако по статистиката на последниот попис изнесуваме најмала бројка по застапеност. Се надевам дека ќе се смени сето тоа, затоа што верувам дека нема многу повеќе од тоа што сме запишани. Потребен е поголем број на активности на кои ќе учествуваме. Потребно е и повеќе да не поддржуваат оние кои повеќе се разбираат и од нас. Потребно е да ни дадат и поголема поддршка, без разлика дали е тоа финансиска или морална, без разлика дали тоа ќе биде направено на било кој начин, за да можеме ние да обстанеме и понатака да правиме поголеми работи кои ќе бидат во поголема корист за нашата заедница. Исто тоа го мислам и за другите заедници кои имаат проблеми со сочувувањето на јазикот. Најмногу за нас заради тоа што ние немаме наша држава, но Република Македонија чувствуваме како наша мајка, каде што можеме да си ги изнесеме сите мислења и да бараме права кои ги заслужуваме. Во однос на образованието, колку што сум јас запознаена, имаме дозвола, значи, да се одржуваат курсеви по влашки јазик, иако тоа е многу малце, заради тоа што немаме доволно простории и мислам дека не се доволно запознаени нашите деца, возрастни кои не го говорат јазикот. И мислам дека сето тоа би требало да биде поттикнато малку повеќе од владата. Или на било кој друг начин да се помогне за да се запознае подобро тој поим, тој влашки јазик, затоа што многу малце се говори. Немаме добиено право на тоа да се изучува во основните училишта како еден изборен предмет, значи на мајчин јазик, како што имаат и другите заедници, ако не се лажам, албанците, турците, бошњаците. Верувам и дека немаме улица која е крстена по нас, по било кој наш борец или некој наш познат активист. Исто така верувам дека и тоа ќе се смени со тек на времето. Ние даваме се од себе да се вклучиме во сите мултиетнички, мултикултурни настани. Значи, не ги делиме народите. Ние сме исто така еден дел од Македонија, каде што не има и мислам дека доволно даваме за да можеме и нешто да добиеме. Во однос на вработувањето и останатите работи, не сум доволно запознаена за да можам да говорам. Иако мислам дека има вработување,
Исто така мислам дека е фрапантно колку тоа ние сме невработени и дека би требало да се запази на тоа заради тоа што имаме доста образовани луѓе и млади луѓе кои чекаат на нивната иднина. Некој кој ќе треба сето ова да го води напред. Ви благодарам од име на Советот на младите власти. Благодарам, Елена. Милутин. Милутин од Центарот, информативниот и културниот центар на Србите во Македонија, спона каква е состојбата, да речеме, со српската етничка заедница во Македонија во пооднос на, нели, овие прашања што ги од типот на културата, образованието, јазикот, па и јазична рамноправност, рамноправноста во вработувањето по однос на согласно рамковниот договор, едно, и второ, претпоставаме ви имате проблеми со именување на улици или не? Благодарам на поканата, на можноста да се изрази реалната состојба на српската заедница, меѓутоа и на другите етнички заедници. Пред се морам да напоменам дека од рамковниот од 2001 Србите влегуваат во Уставот на Република Македонија, претходно не беа, значи, застапени. Морам да кажам дека низ делот на искуствата на нашиот невладин сектор на делување, меѓутоа и животните примери на нашите членови, на луѓето кои не се партиски инволвирани, согледуваме дека селективните одредби на овој рамковен договор несомнено одат со партизирани услови, без оглед на експертските оценки, анализи, реалните придонеси од лична моја гледна точка се спроведуваат по теркот на владеачките македонски и албански партии. Србите патат и од една генерална долгогодишна амнезија на неинформираност, особено во руралните средини, не си ги знаат своите основни права. Присутно едно ниско ниво на политичка култура, неразграничување невладин сектор, партиска организираност. Колку и да наведуваме примери и да излегуваме со бројки, партискиот печат е и виза несомнен. Во нашето делување милион се примери за таквата пракса, значи пописот тоа го покажа самата агенција за остварување на малцинските права, каде што раководител е од српската заедница Весна Бабич, и апсолутно е затворена кон невладините сектори, затоа што е под партиски клуч градено и вработувањето во самата агенција, меѓутоа и имплементирањето на нашето делување. Значи, Спона има единствен часопис, месечник на српски јазик, кој не може да дојде до институциите кои се под спрегите на власта, не може да оствари соработка со училиштата каде што локална самоуправа власта ја контролира. Обструкции во пописот, нашиот спот, нашите членови не може да влезат во имплементирањето, да го и во информативниот и во едукативниот дел да дојдат до израз. Иако знам дека самиот документ е подпишан под дипломатски сугестии и притисоци од Запад, примената и оживотворањето со сите овие злоупотреби што ги наведов, често не се гледаат и некогаш се само наменски од дипломатските представници малку видливи, ги гледаме и ги носиме ние кои сме надвор од тоа. Значи, мислам дека ја напоменав таа неинформираност, значи, можеби и лаички го доживуваме дека рамковниот пред се ги задоволува, нели, потребите на албанците и дека иако влегуваме во уставот не ги задоволуваме и не ги избоксуваме тие наши права, некогаш заради одговорноста на политичките представници, меѓутоа некогаш и поради нашата сама пасивност или неможност да дојдеме до израз и да ја подобриме таа состојба. Од
од бошанската страна се спомна аспектот за образованието, исто како и кај нив во 3 основни училишта се изучува српскиот јазик. 216 деца значи го изучуваат, 5 се во руралните средини. Меѓутоа тука постои проблем што српскиот јазик не е ни изборен предмет. Со можноста доколку тој би бил изборен предмет, би постоела можност во Куманово во Скови евентуално да некаде постои некое оделение. Тоа е една и пасивност на самите родители, меѓутоа и на една запоставеност, можеби поради блискоста на јазикот, меѓутоа исто така е многу ниско нивото и тоа се диаметрално спротивставени бројки од вкупниот број на србите, исто така е спорен бројката од последниот попис од 2002 година. Меѓутоа генералниот проблем е таа наша, значи скученост, злоупотребата втемелена пред се преку партиското визирање. Го зборам тоа од личен пример, меѓутоа го зборам и од аспект на оние луѓе кои нам ни се обратуваат. Ние сме исто така немок никако невладина организација и културен центар да влеземе во системот, да делуваме, значи ние го објавуваме тоа, пишуваме, меѓутоа нашата можност да дојдеме до решение на проблемот на овие луѓе е навистина мала, да не кажам невозможна. Благодарам на вниманието. Благодарам, Милутин. Ана Мустафова доаѓа од Сумнал. Предпоставам горе-доле сите слушнале за Сумнал заради тоа што Сумнал е доста активен и во цивилниот сектор веќе години назад. Според последниот попис од 2002, ромите во Македонија се 2,85%. Значи, не 2,85, што ги прави после четврта етничка заедница после македонците, албанците и турците. Каква е ситуацијата сега? Шукар Диве, или добар ден. Доаѓам од Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал. Како што кажа и Едмонд, значи Сумнал веќе делува и работи години наназад. Делуваме во општината Чај, поточно во населбата Топана. Во насока, значи, на Охридскиот рамковен договор и што до сега, значи, како се развива ромската заедница, првично можам да кажам дека самиот Охридски рамковниот договор представува договор кој што е наменет пред се за подобрување на севкупната состојба во државата, но има посебен осврт кон специфичните вредности на припадниците на сите заедници кои што живеат во Република Македонија. Токму поради самиот мултиетнички карактер на самата држава, потребата од еден ваков документ беше навистина потребен и поради самото тоа што се имплементираше, значи си го најде своето место во законските и уставните нормативи на државата, договорот добина многу поголемо значење. Меѓутоа кај народот некако се почесто се јавува едно чувство дека самиот Охридски рамковен договор некако многу повеќе е наменет кон албанската заедница, што ние сметаме дека не е така, заради тоа што некако ги затвараат очите кон придобивките кои што ги имаат заедниците од самиот тој договор. Од аспект на ромската етничка заедница, како што каже и Едмонд, значи со последниот попис ромската заедница е застапена со 2,85%, иако можеби во првичниот фокус на овој договор ромската заедница не беше предвидена, меѓутоа со подсилен притисок на меѓународниот фактор, придобивките од самиот договор ги почувствувавме и ние. И тоа може да се согледа, значи, во делот на образованието, во политичката партиципација на ромската заедница, понатака во развојот на граѓанскиот сектор, во вклученоста во системот, институционалниот систем на државата и така натака.
Од периодот, значи од 2001 година до 2011 година, иако придобивките што ја има румската заедница од Охридскиот рамковен договор, значи самите придобивки што има заедницата од Охридскиот рамковен договор, но и од другите документи кои што работат во насока се во корист на подобрување и подигнување на ромската заедница, добиени се значи голем број на позитивни извештаи како од Европската Унија, така и од сите релевантни институции кои што ја следат го следат развојот на ромите во Македонија. Она што представува директен бенефит за заедницата, може да се концентрира значи да се осврнеме на локално ниво. Значи општината Шуто Ризари е една од општините која што каде што грото од населението кое што живее тамо се припадници на ромската заедница, по автоматизам, значи таа го исполнува и бројот на значи процентот 20% каде што покрај македонскиот јазик, службен јазик е и ромскиот јазик, и во училиштата во кои што се на таа територија, зборувам за во општина Шуто Ризари, но и во сите општини каде што процентот на ромската заедница е на повисоко ниво, се зборува, значи се изучува ромскиот јазик како факултативен наставен јазик. Дека е навистина ни е потребно да делуваме во насока за да ги добиеме придобивките воопшто во државата, мораме да почнеме да размислуваме како на мултиетничко или на интегрирано ниво. Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал токму во таа насока во изминатиот период спроведе проект за зајакнување на системот за обука на идните наставници за работа во мултиетничко општество. И тој проект значи вклучи на 120 студенти од наставничките и педагошките факултети во Скопје, Битола, Тетово и Филозофскиот факултет, Институтот за педагогија и социјална работа. Зошто беше потребен ваков проект да се спроведе? Токму поради тоа што сакавме да го развиеме чувството на самите наставници како е да се работи во мултиетничка средина со деца кои што се припадници на повеќе заедници. Како придобивки кои што го добија, што произлезе од самиот спроведувањето на овој проект, може да се разгледат повеќе аспекти, значи едната страна се студентите, другата страна се децата и на третата страна се факултетите. Значи студентите станаа посензитивни, работеа со различна етничка заедница, имаат поголемо искуство во планирањето на наставните материјали и така натака. Што добија децата, тие се подигна во однос на едукацијата, го подобрија говорот во однос на вештините за читање и пишување, понатака го подобрија знаењето кон математика, македонски, албански наставен јазик, англискиот јазик и така натака. Дека успешноста на самиот проект е значајна. CNN сними прилог во Македонија и тоа беше прилог кој што сакаше да ја прикаже успешноста на самиот проект како прв проект на Балканот. И се уште сме значи во доменот на образованието, дека придобивките од Охридскиот рамковен договор се навистина големи. Покажува и моментот дека ако погледнеме наназад пред 2001 година во високото образование, значи можевме студентите роми да ги броиме само на прсти. Од 2001 година навака па до денеска, значи бројот на студенти роми запишани на универзитетите е значително многу поголем. Не значи само дека се запишаните и никогаш не го завршиле. Денеска, значи можеме да кажеме дека имаме околу 200 до 300 студенти кои што се дипломирани завршиле и кои што сакаат да го продолжат своето образование, па така да значи имаме и магистри, доктори на науки. Исто така, значи имаме и тоа покажува момент дека
веќе имаме кадар кој што може да работи во придонес како на заедницата од која што доаѓаат, така значи и за целокупната состојба во државата во која што делуваат. Во поглед на јавната и државната администрација, веќе значи почнува да се чувствува оној пораст на застапеност. Меѓутоа, од аспект на здравство, вработување и услови за живот, тоа се тематики на кои што се уште треба многу повеќе да се работи. И сега во делот на јавната администрација, значи ако пред 2001 година не можевме да замислиме дека имаме роми представници во државниот систем, денеска значи можеме да кажеме дека имаме и министри, имаме и директори, имаме луѓе кои што работат во министерствата, значи во секој сектор и така натака. Не велиме дека тоа е задоволително, меѓутоа самиот секој едно нешто што се почнува во државата, значи бара процес. Значи, ако велиме периодот од 2001 до 2011 бенефитот го гледаме денеска, значи се уште имаме уште многу да работиме сите заедно, сите здружено и повторно ќе кажам, значи мора да почнеме да размислуваме на мултиетничко и на интегрирано општество. Да не си ги префрламе топките еден на друг. Значи колку повеќе размислуваме заедно, толку успехот ќе ни биде многу поголем. А тоа од друга страна значи ќе придонесе она што е целта на самата држава, интеграција и влез во Европска унија и во НАТО алијансата. Благодарам. Благодарам, Ана. Значи пред да отворам дебата, ќе ми дозволите само бидејќи од МАТУ СИТЕП, коалицијата на турски невладини организации, не може да само како информација, значи МАТУ СИТЕП е сојуз на турски невладини организации во Македонија, кој има за цел да се грижи о возможни соработка и солидарност помеѓу турците кои имаат заедничка историја и култура на овие простори, како и со другите заедници во Република Македонија во областите на културата, науката, економијата, како и со размена на развивање и меѓусебни искуства. Она што е битно исто така да се напомене е дека МАТУ СИТЕП е коалиција на 24 турски невладини организации кои делуваат во различни сфери на целата територија на Република Македонија. Драго ми е што овде како гостин е и Алберт Муслиу. Неговата организација 2010 објави една анализа интеграцијата на етничките немнозинските етнички заедници под 20% на централно и локално ниво. Можам ќе се вклучи со свој коментар. Ајде чекаш, нели? Интересен податок овде има, например, она што можеме да речеме како заклучок, како прв заклучок да се изнесе е дека сите помали етнички заедници кои се под 20%, апсолутно дека имаат и тие придобивки од самиот ранковен договор како документ. Сите спомнаа дека пред 2001 не биле дел од уставот, дека после 2001 станале дел од уставот. Сега друго е прашање како тој рамковниот договор се имплементирал, каков бил ефектот реален на терен, дури и албанците кои се да речеме најповеќе да речеме засегнати за тоа, па и тие не се задоволни во начинот како тоа се имплементира, меѓутоа останува значи непобитен фактот дека рамковниот договор на некој начин ја смени перцепцијата перцепцијата на нашето општество по однос на дека не се само македонците или само албанците во оваа држава, туку дека имаат и други помали етнички заедници кои исто така имаат право да си ги имаат своите културни, образовни и национални обелижја да ги негуваат и се грижат за јазикот, за културата и така натаму. Овде дали се променило тоа нешто, него има една на прашање на невладини организации од
етнички, помали етнички заедници, околу тоа дали правата на сите етнички заедници во Македонија со рамковниот договор се заштитени на еднакво ниво. Има бројки од тико дека повеќето сметаат дека многу малку е тоа. Дали може господин Муслиев да коментира нешто, негов поглед на тоа, бидејќи анализа на АДИ, што точно значеше, зашто ова анализа и која е, да речеме, придобивката као ваш поглед, пошто има и статистички бројки. Значи, сакам, ако не ви смета 3-4 минути, пошто имам ја прашања кои ме интересираат на тематиката на немнозински, ќе го користам немнозински заедници, затоа што за жал кај нас малцинства е пежоративен термин, а во секојдневниот живот малите работи се вредни. Но бидејќи така е традиционално од историјата, од политиката, ќе користам немнозински заедници. Иначе малцинства во западните демократии се промовираат, се нешто што те чини да се осеќаш горд. Него кај нас ќе го користам терминот. Сакам две само додатоци на тоа што Асмир кажа за Охридскиот рамковен договор. Сме имале честа и обврската во тој период да учествуваме во целиот процес. Суштината на 8 точките кои Асмир ги наведе е децентрализацијата и затоа децентрализацијата одзема голем дел на рамковниот договор баш поради споделбата на политичката власт и приближувањето на власта до граѓаните, затоа што се претпоставува дека локалната власт, а ние знаеме и од секојдневниот живот е поблиска до граѓаните. Полесно ќе видите градоначелник него министер. И е поблиска, и е тенденција. И втората е споделба на власта и воведување на механизми на немајоризација. За жал, од 2001 до сега, кај нас политичките партии со кои вие се соочувате, нарочито по малите заедници, ми е таа битка, организациите кои живееме во албански мнозински општества, сме ја воделе, ве уверувам, први од 90 до 2000-та, многу тешко и сме имале проблеми да се соочуваме со политичките партии, затоа што тие имаат тенденција кај нас да го загушат општеството и да све превземат во своји раце и да се промовираат као репрезентативи за целото општество. А тоа ве уверувам дека е навика од минатиот систем, каде што партијата била све. И тие навики, за жал, се прелеале и кај нашите модерни политичари, каде што мислат дека партијата е све. И државата е све, што не е. Во развиените демократии тие се делови од општеството, кај што секој ја врши својата функција. Но начинот на споделбата на власта, инструментите за заштита од мајоризација беа еден од суштинските принципи на Охридскиот рамковен договор, кои за жал поради политизацијата се испревртуваат и се импровизираат. Затоа ние кога зборуваме за правишната застапеност, зборуваме како за социјален вентил. Воопшто идејата на правишната застапеност не беше земање плата од некој албанец, турчин, влах, ром и така натаму. Идејата беше на граѓаните, кои се центарот на општеството, да им се дадат подобри услуги, се претпоставува дека не сите граѓани ги знаат сите јазици и ги знаат сите процедури. И второто е чувството на вклученост во општеството. Но првата беше подобрувањето на дадените услуги кон граѓаните. Поради идејќи од АДИ, организацијата од која идам, ние со немнозинските заедници, проблемите со кои тие соочуваат, работиме веќе 15-20 години. 18 фактички. Така да, ако можам да направам еден свој осврт на проблеми со кои сите помали немнозински заедници се соочуваат во Македонија, би сакал ако тоа не ви смета. Значи имаме помали заедници, како што е влашката, српската и бошњачката, кои се соочуваат со проблем на самоидентификација и на културна асимилација. Проблемот на културна асимилација кај албанската заедница го поминал православниот дел на албанската заедница и тоа со 40 и неколку години. Затоа што бил подобро образован, подобро ситуиран и тоа не била насилна асимилација. Во повеќето случаи била инсентивна, не знам како да го кажам, stick and carrot, значи со поволности. Така да тој дел на албанската заедница побрзо се асимилирал во македонското општество, каде што не мала улога извршила и религијата. Со тој проблем се соочува и бошњачката заедница во
во Македонија, каде што се врши културна јазична асимилација од страна или на албанската или на турската заедница. Така да проблемот на самоидентификација бил проблем со кој се соочувала албанската христијанска заедница, да не кажем само православна, пошто има и католичка, и ме интересира како вие со тој проблем се справувате, нели во организации, вашата организација, вашата и на бошњаците. Дали имате проблем со самоидентификација, затоа што бројките некогаш не штимаат. А не штимаат просто затоа што за тие помали заедници, нарочито за тие кои се подобро вклучени во општеството, се побогати и пообразовани, многу е полесно да се вклучат во мејнстримот, во поголемата заедница, отколку со своите културни специфики да истрајат и да ги промовираат. Тоа е за ромската заедница има максимална економска маргинализација, као политичка заедница не се гледа како ризична, така да имаме, ја ги викам тие soft conferences, кога се зборува за ромски права, значи нема некоја голема политичка дебата или отпор од поголемите заедници, но во смислата на економската интеграција, тука работа оди многу поспоро. А за мене е неприфатливо да декадата на ромите зависи од странски донации. Таа е обврска која ова општество треба да го исполни, а странските донации треба да бидат као суплемент или додаток на сите тие активности. За жал, кај нас постои чувство дека нема активности затоа што нема донации. Каква врска има? Сите ние сме граѓани на оваа иста држава и државата кон сите има обврски. Предноста на ромската заедница во Македонија што цивилниот сектор кај ромската заедница е многу поразвиен од политичкиот. Но за жал, неретко е оштетуван од политичкиот сектор кој е репрезентативен преку избори, но не е репрезентативен преку дневна комуникација. Мада, за разлика од албанската заедница, таа репрезентативност многу често се злоупотребува од политичките представници на помалите немнозински заедници во Македонија. Кај албанската заедница ситуацијата е подруга поради бројноста, можноста да се формираат поголем број на партии, тие партии да имаат реален контакт со граѓаните и да се принудени да влезат во дебата, затоа што мора да има дебата. Ја не знам колку има дебата во влашката заедница и во политичките, пошто вие имате политички представници, кои, колку што ја можам да се сетам, немаат, ајде не кажам груби зборови, но не се баш секојдневно комуникативни со влашката заедница во Македонија. Тоа важи и за бошњачката и за српската заедница. Албанската заедница, бидејќи била поголема и се гледала као поризична, била принудена да се организира во тие политички партии, но и велам во 90-тите години невладиниот сектор во албанско-мнозинските заедници имаше проблем нормално да се развива, затоа што имаше тенденција од политичките партии тие да се вовлечат во нивните едра и мислам дека се уште имаме проблем од политичките партии тие да го прифатат тоа дека да си граѓанин, да си општествено активен, не значи дека мора да земаш страна во политичка партија. Ма не мора да си политички ориентиран. Ти политичко мислење имаш и го реализираш тоа право преку глас, ама не мора да си. И ја не знам зашто е нивна таа тенденција па тој глас да е толку битен. Сите ние имаме по еден глас, немаме повеќе гласови. Така да влашката заедница ми е стварно најинтересна. Ние сме имале интервенции, сме имале извештаи кои сме ги праќали до Советна Европа и знам дека кај влашката и кај српската заедница не знам како е решен проблемот на верска посебност. И тука влашката заедница е во непривилегирана положба, би сакал да кажам. И второ, дали имате поддршка или имате одбојност од политичко-економската елита. Да не заборавиме, ние сме имале премиер во Македонија кој бил од влашко етничко потекло, бил добро прифатен од мнозинството, значи бил добро вклучен во општеството. Него како тие, значи ми имаме еминентни личности, нарошто од влашката заедница, кои се добри бизнисмени, научници.
Значи, како оди процесот со нивна самоидентификација и помагање на овие ваши активности кои ја промовираат етничката и културната посебност. Например, ја сакам кога возам и слушам влашка музика на радио, пошто ми е многу слична на делови од албанскиот фолклор, нашто од југот на Албанија. То. Што се однесува на политичките партии или на политичарите кои треба да ни дадат поддршка, не викам дека не ни даваат. Има политичари кои ни даваат, точно е дека имаме многу бизнисмени власи и тие ни даваат голема поддршка, нели? Но се останува повеќе на личен интерес. Значи, работата да се продолжи нашата организација, Советот на млади власи, се стремена кон тоа да ние им покажеме на младите, барем кои имаат нешто пред себе, да оставиме нешто зад нас. Значи, ние да ги поттикнеме тие самите да се освестат за својата идентификација. Значи, разбирам колку е битен гласот на политичарите, но колку е битен, толку е поуште подобро да не се мешаме политички. Оваа партија овој совет е еден непартиски орган и мислам дека колку ние даваме, толку и они ни даваат. Значи, мислам дека сме рамноправни тука. А за музиката, се зависи од тоа од кој дел музика влашка слушате. Зависи од каде властите дошле, каква музика пеат, слушаат, пишуваат. Се зависи од аранжманот нели кој е направен. А со признавањето и идентификацијата така, значи тоа е наше. Нашите од дома колку ќе не научат, колку ќе не поддржат и колку тоа ќе ни го покажат дека треба да се стремиме кон тоа. Благодарам многу на прецизниот, концизен вака сублимат на нашиот живот, многу подобро од оние кои не треба да не застапуваат, а кои не знам дали знаете во последните 8 месеци политичкиот претставник од коалицијата на власт нема ни едно посланичко прашање, нема дискусија. Иако му е ова 10-годишен мандат, беше во коалицијата и со Социјалдемократскиот блок, сега со ВМРО ДПМН, не би знаел да ги искажам ни вистинските причини зошто е таква политичката перцепција и делувањето, особено на младите организации, на младите невладини организации кои одскоро се вклучуваат во својот живот, даваат свој придонес, а немаат никаква помош, да не кажам конкретна обструкција во своето делување. Може би е тоа стварно за осавштина од претходниот, а може би и навистина нема вистинско објаснување што е тоа. Можам да редам низа примери каде и на кое ниво тоа се сведува и колку трпи генерално целата заедница, а и оние кои придонесуваат и кои навистина искрено делуваат, истражуваат, работат и се борат со самите себе, со оние од кои треба да дојде председствата помош. Го спомнавте верскиот живот. Тоа е многу специфично прашање. Не знаат ни да го објаснат оние кои се занимаваат со тоа. Значи, србите се специфични, можеби и најспецифични на територијата на Република Македонија, каде што немаат верски права, а не знаат ни да се изборат за нив. Односно, србите не ја препознаваат проблематиката на црковното прашање и одбираат мнозинството да одат во непризнаената македонска православна црква. Односно, оној дел од србите кои знаат, а тоа е многу мал број, непризнаетата направена Охридска архиепископија не ја прифаќаат затоа што и во таа нерегистрирана верска заедница богослужбениот јазик е црквенословенски и македонски, значи повторно не е српски. И представниците на таа заедница не се срби. Значи, тотална запоставеност и оставеност. Оние кои по дефолт припаѓаат, меѓутоа не го практикуваат вистинскиот живот, остануваат без свој верски права и специфичниот начин што спомениците и верските објекти кои биле и за кои постојат тапи и дека се српски, не се во владение на српската црква и мислам, тоа е огромен проблем, трпи заедницата, меѓутоа трпи неинформираноста, не го ни артикулираат вистински тој проблем. И лепдат во магла.
Зборам професоре, што се надоврзувте на темата околу самоидентификацијата, иако не мислев да се вклучуваме на таа тема, иако е многу значајна. Имено, знаете дека бошњаците скоро 100 години имаат проблем околу самоидентификацијата, одземено им е правото да се нарекуваат бошњаци, да го говорат босанскиот јазик, им се враќа 93-та, се со единствена цела, тоа е да се асимилираат во останатите етнички заедници или останатите народи, како би ја изгубиле и религијата, како би го изгубиле и самоидентификувањето. Тоа е многу актуелно прашање кое што се одвива последниве 10 години, посебно после добивањето на самонарекувањето Зборам за Македонија, меѓутоа и регионално на Балканот бошњаците имаат проблем. Во Србија, во нашата матична држава Босна и Херцеговина исто така имаат проблем. Во Црна Гора исто така има проблем. Благодарение на меѓународната заедница, сметам дека Косово е една од првите држави кои што од самиот почеток во сите институции го вклучува босанскиот јазик. И тоа е за почитување. Иако кај нас нема редовна настава, на Косово има редовна настава. А е најмлада држава на Балканот. И сметам дека бошњаците се на добар пат да докажат дека постојат и ќе постојат на сите овие територии на Балканот. Значи, не мислам дека бошњаците се дошљаци во Македонија, како што милуваат многу луѓе да го кажат, и не мислам дека и сите припадници на етничките заедници се дошљаци. Сметам дека ова е наша заедничка татковина, сите се раѓаме еднакви, треба да живееме мултикултурно, треба да го развиваме тој мултикултурализам, треба да се бориме секој за својата самоидентификација. Нормално, низ многу дебати, низ многу разговори, како што е и оваа. Драго ми е што се поеминентни професори, меѓу кои вие ја познавате проблематиката што се однесува до бошњаците. Еден позитивен момент во кој би потенцирала тоа е дека сега на 29 декември во Сараево, Босна и Херцеговина, ќе се одржи свебошњачки конгрес. Значи тоа е возобновување на веќе постоечкиот свебошњачки конгрес кој што веќе бил одржуван. И таму се поканети некои еминентни личности, што сметам дека е одличен начин да се покаже на светот и да се покаже на останатите народи дека бошњаците се мирољубив народ кој што ги развиват своите културни различности од останатите, меѓутоа сака и да го зачува она своето, а тоа е дека никој нема право да ни одземе да се нарекуваме бошњаци и да го негуваме босанскиот јазик. Она што е симптоматично, може би сте приметиле професора, тоа е дека кога се вади лична карта во Македонија, покрај останатите јазици стои бошњачкиот јазик. Знаеш, она самоидентификација албанец, албански јазик, србин, српски јазик, влах, влашки јазик. Значи, вие бевте упатени во изготвувањето на сите тие амандмани и сите тие работи и сметам дека тука нашите политички лидери кои што во моментот се тројца во парламентот и не мислам дека поише некогаш во историјата на парламентарното мнозинство ќе ги имаме. Дај Боже да ги имаме, меѓутоа сега се тројца, се во еден, двајца и така да. Треба да седнат, да разговараат, да се изнајде начин како околу, затоа што јазикот е, знаете, само идентификацијата. Доколку ви го избришат јазикот, сето останато паѓа во вода. Идентитет, култура и сите тие работи. Сега, многу луѓе, лично бошњаците, кога се говори околу јазикот, они се во дилема. Сега, дали е бошњачки, дали е српски или е босански. Знаете. И зошто? Затоа што ако сакаш да растуриш нешто, подобро меѓу својот народ направи го тоа и да се разединат. Зашто ако имаме поголема бројка, тогаш
повлијателни сме, како што кажавте вие. И они мора да седнат со тој народ да разговараат. Ние не бараме нешто невозможно. Благодарение на Охридскиот договор, ја милувам да го кажам тоа, благодарение на албанците, сите етнички заедници влегува во уставот. Ние до тогаш, до 2001 не можам да кажам дека сме биле маргинализирани од типот немавме право да живееме, меѓутоа сите други работи не беа отсечени. Значи, може сите еминентни професори, сите еминентни стручњаци кои што го изработувале уставот 91 со стапувањето на сила 92 да кажува дека е тоа најуспешен устав кој што некогаш на Балканот бил изработен и сите тие работи. Јас се сложувам, меѓутоа да, за најголемата етничка заедница тоа е македонската. Сите останати само да. Да, само. И сите останати беа не маргинализирани, меѓутоа тргнати на страна. Околу правичната застапеност. Се сложувам на таа тема што кажавте, не дека сега ние, види, сега имаме и сега ние бараме нешто невозможно. Значи, бараме нешто само што ни следува, и пак ја повторам, благодарение на Охридскиот рамковен договор и благодарение на заложбите кои што се прават од страна на сите овие дебати, организации, да го слушнат нашето мислење како бошњаци, за да понатаму размислуваат на таа тема, што понатаму. Благодарам. Благодарам. Аз имаме време само за уште едно прашање, коментар и после со заклучоците. Ларсова Навушевска од Републиканска алијанса. Сакала вака за крај едно, прво ми е чест и задоволство што присуствував и имав можност да чујам различни размислувања. Ми остави впечаток вака еден по еден, како ве слушав, имаше кажување албанската нација, албанскиот народ, заедницата, групацијата, етносот. Значи, имам еден впечаток дека терминолошки се уште не сме расчистиле што е нација, што е народ, малцинства, мнозинства. И може би нема потреба, прашањето ми е како размислувате дали сме ние зрели да се наречеме граѓани на оваа држава. Дали сме спремни да го надминеме концептот на различности на ваков начин или можеме да бидеме граѓани. И дали сме спремни рамковниот договор кој беше резултат на еден специфичен момент на развојот на оваа држава да стане и основа за можеби еден нов устав за граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Ако може, значи, многу кратко, минутка, две, секој да одговори, за да привршуваме заради и снимањето и ова што се иде во живо сега. Да заборев, мислам дека спомнав на почетокот уште еднаш, значи цела ова емисија иде исто така во живо на интернет на www.voživo.mk. Фала ти, Едмонд. Ако ме прашуваш лично и како мислење на БКЗ, ние сме спремни уште вчера да го направиме тоа. Меѓутоа прашањето е, сега ако смеам да кажам во името на сите помали етнички народи или етнички нации, дали тоа го сакаат поголемите? Во овој случај припадниците на македонскиот народ или македонската нација. Значи, ја потполно се осеќам рамноправно како и сите останати. Меѓутоа, сакам да ги потенцирам само моделите како да стигнеме до тоа што го нарекувате вие граѓани. Да не разговараме више на овие теми. Нација, народност, припадност, туку сите да се осеќаме рамноправно. И утре ја кога ќе отидам негде на судење да не ми кажат, види, што си ти по националност? Значи, уште се случува тоа. Така да, за жал, ја се надевам дека ќе поминат уште можеби неколку години за да го сватиме тоа. Нигде во Европа не дека не се споменува тоа, меѓутоа не ги интересира
што си по нација, туку дали си рамноправен граѓанин. На Балканот за жал се уште се случува тоа и ќе се случува додека не се расчистат некои работи. Благодарам. Благодарам за поставеноста, формулацијата која потикнува на додатно размислување, меѓутоа јас се потрудив да ги изнесам само фактите и состојбата каква е. За жал, добро е да се движиме во тој правец, меѓутоа дали е тоа возможно? Значи, податокот дека од 2001 влегуваат србите во устав е таков. Значи, 91 се укина српско-хрватскиот јазик, неможноста за учење траеше со години, сега кога имаме право и можност да се организираат оделенија, нема заинтересираност, освен во тие неколку села во рурални средини. Меѓутоа во градските средини веќе изгубена е волјата, битката е изгубена уште тогаш. Значи, сега под притисок на меѓународна заедница има можност, меѓутоа се загуби желбата, се загубија луѓето и работата со нив да дојде. Тоа е само еден сегмент. Постојат безброј, да не одземам време. Благодарам. Ако зборуваме од аспект на државата, значи во уставот ние сите се декларираме како граѓани на Република Македонија. Ама поради тоа што состојбата ни е таква каква што ние сега и за да го постигнеме сето она што до оној степен граѓани на Република Македонија, мислам дека треба уште многу да работиме за да го достигнеме тој степен. Став е дека и факт е дека се уште не можеме да го постигнеме тој момент како еднакви граѓани на Република Македонија, без при тоа да ги употребуваме оние терминолошки зборови кои што вие ги наведовте. Благодарам. Јас мислам дека секој граѓанин кој припаѓа на некоја помала етничка заедница, дека сите се стремиме кон тоа да бидеме еднакви и да ги имаме сите права, но прашањето е колку е тоа возможно и колку ќе ни биде дозволено. Па има и луѓе кои се трудат, но Благодарам за одговорите, за коментарите, за прашањата. Би сакал, значи, пред да завршам, односно затворам ова трибина, дебата јавна, би сакал, ако ми дозволите, само неколку заклучоци кои би можеле да ги произнесеме од ова, а тоа е прво, дека можеме да кажеме дека концептот на Охридскиот рамковен договор, како филозофија, како е од корист за сите граѓани на Република Македонија, без разлика на етничката. Вториот заклучок е грешката, зашто перцепцијата е дека Охридскиот рамковен договор е само за албанците и не за другите, пред се и над се спаѓа на институциите на системот, кој тоа воопшто во јавноста ниту го објаснија, ниту го елаборира. Искрено, моje лично мислење е да речеме дека подпредседател на влада на Република Македонија задолжен за имплементација на рамковен договор, најдобро би било да биде македонец. Зашто мора да биде албанец? Затоа што рамковниот договор како систем е дел од системот. И зашто е проблем македонецот да го води тоа? Зашто мора да биде албанец? Може да биде македонец, може да биде ром, може да биде етнички влах, србин, бошњак и така натаму. Значи тоа е едно, како размислување по однос на тоа што можеме да... Трет заклучок кој би сакал произнесо од овде е дека пописот кој се одложи оваа година е клучен како таков, со цел за да се видат вистинските бројки, не само од аспект на тоа за колку не има процентуално, туку и пописот како таков се користи како документ со кој се градат економски, политички, социјални, културни и такви стратегии на сите држави. Тоа е многу нормално, тоа ти е основата врз која ја градиш после тоа целиот концепт на државата, економски, политички. И четвртиот заклучок и последниот, видовме дека, да речем, многу мали работи во нашите средини можат да променат во контекст. Зборуваше Асмир за улиците, зборуваше Милутин за улиците. Така да натаму, значи такви мали ситни работи кои можеби на изглед не се ни битни за мнозинските заедници, ја користам више терминологија восстановена во овде, за мнозинските заедници, меѓутоа тоа за малите заедници значи многу. И мислам дека пред се локалната самоуправа, тамо кај што има такви, независно дали се 5%, 0,5 или 20%, не е битно. Битно е дека мали работи кои можат
да направат достап по однос на таа кохезија, интеграција внатрешна како држава, затоа што нас не недостазува внатрешна интеграција. За крај, значи, да завршам, благодарам за присуството, благодарам за прашањата. ПУКА, коалицијата ПУКА продолжува со активности и дебати на различни теми, меѓутоа би сакале, и овие прашања да почнеме да ги третираме сериозно, ако навистина сакаме на крај да изградиме едно вистинско мултикултурна држава, не општество. Ние општество сме мултикултурна држава, а со надеж дека ќе завршиме на крај со нов устав кој ќе биде граѓански устав. Благодарам.